Почитувани граѓани, никој до пред една година не веруваше дека и ние ромите од крајниот исток можеме да формираме ваков политички субјект кој што ќе биде доста атрактивен, конкурентен, перспективен. Ние се собраме пред една година за да ги искажеме нашите мислења, барања, ставови и потреби преку формирањето на оваа партија. Кажавме дека ќе бидеме различни од останатите партии, дека ставот на председателот на политичката партија нема да биде став, негов личен став, туку ќе биде израз на волјата и желбата, прашањата, потребите и интересите на граѓаните. Односно ќе биде гласот на народот. Почитувани граѓани, почитувани роми, неспорен е фактот дека ромскиот народ е еден од најтешко наливите категории на граѓани. Дека ромскиот народ е најсиромашна, најобесправена, опфатена со дискриминација и предрасуди од сите области. И за чудо, сите дела кои што ги прават неромите ги префрлаат на нас како заедница. Меѓутоа, среќен сум што во ваквите и слични моменти ромскиот народ останува достоинствен, крајно воздржан и на ваквите напади не одговара радикално. Туку своите права и неправата кои што се нанесува на овој народ се обидуваат да ги остварат преку институциите на системот. Тоа што го прават, односно почитувањето на општествените норми, тоа значи дека ромскиот народ навистина си ја сака државата од срце и од душа. Е затоа што ја сака државата од срце и од душа, ние како политичка партија сме тука да пркосиме преку нас во остварувањето на правата и на интересите на нашата ромска заедница. До пред 2 години беше невозможно директно ние како заедница во институциите на локално ниво и на централно ниво да ги изнесуваме нашите прашања. Сето тоа одеше директно, индиректно преку ромски политички партии или лидери на ромски партии кои што не беа од истокот. Меѓутоа, кога ни се даде шанса да влеземе во структурата на владата, лично преку мене, со мојот личен ангажман, жестоко, честно, стручно и совесно, ги искористивме сите капацитети на државата за овој краток временски период додека бев министер во владата на Република Северна Македонија. Постигнавме резултати значително поголеми од претходниот 11 годишен период. Се до тогаш не се знаеше ништо за стратегијата за декадата. Едноставно ние ја раздрмавме. Меѓутоа, за тоа имаше политичка волја и желба со луѓето кои што работев една година. Меѓу нив беше и сегашниот наш носител на листата на коалицијата Можеме, Љупчо Николовски, кој што за кратко време ќе треба да пристигне. Почитувани мои сограѓани, почитувани роми, почитувани пријатели, почитуван носител на листата, господин Љупчо Николовски, почитуван председател на ПДПР, господин Аксел Ахмедовски, почитувана пратеничка, доктор Сонја Михаиловска и овде сега моментално не е со нас генералот Илија Николовски, кој што исто така е на листата. Почитувани мои пријатели, остануваат уште само 6 дена до големата победа на коалицијата Можеме. Остануваат уште само 6 дена, кога народот јасно и гласно ќе каже не на остатоците на груевизмот, на едно зосторничко здружение кој што 11 години хараше и уништуваше и демократијата и целата наша држава. Не може, почитувани граѓани, овој народ вака лесно да ги заборави тие 11 години кои што тие ја уништуваа нашата држава. Ја унисуваа демократијата на секој начин. Ја клекнаа на колена демократијата. Овој народ наш, почитувани мои сограѓани, не е со кратко паметење. Овие 11 години не може ДПМН да кажува приказки и да се заборават сите нејзини злодела кои што ги правеше. Народот наш, почитувани граѓани, има долго памтење и знае секој кој што правеше. Нашиот народ добро памти додека социјалците и стечајците молеа за еден минимален приход и доход во нивните семејства за да може да го преживеат месецот. Добро памти нашиот народ додека се молеа социјалците за оваа мизерна социјална помош.
додека минималната плата во времето на Груевски и Мицковски беше 9000 денари, со која што едва го поминуваат месецот, и младите си заминуваат од нашата држава, а тие се богатеа. Дава парите на нивните конта, ги изнесуваа во Белизе, во Будимпешта или кој знае уште каде се не. Благодарам на сите. Навистина ми е чест и задоволство. Бев тука пред 2 дена, беше многу ладно, ама денес е топло. Денес се наговестува големата победа. Уште само неколку дена. Сите анкети денеска последни покажуваат, потврдуваат. Владата ќе ја прави СДСМ и коалицијата. Можеме и денес е јасно и затоа денес праќаме порака не на нас, не на оние кои што се сигурни, не на оние кои што се определени. Туку праќаме порака и на оние кои што се колебаат, оние кои што можеби од нешто се незадоволни, оние кои што не ги имаме исполнето сите очекувања према нив, или си имаме поголеми очекувања од тоа што можеме да го направиме за краток временски период. Оние кои што им треба мотив и мотивација и мобилизација за 15 јули. Оние кои што се честни и одговорни, а се дел од опозицијата. Им праќаме последна порака. Приклучете се на победничкиот караван. Приклучете се на најголемата коалиција. Приклучете се на најразноликата коалиција која што е направена пред било кои избори. Заради тоа што како бел ден е јасно дека на 15-ти ќе славиме победа, на 15-ти ќе победи коалицијата. Можеме и на 15-ти продолжуваме со нашата макотрпна работа, продолжуваме со ова темпо, продолжуваме напред, затоа што можеме и подобро, можеме и повеќе. Почитувани пријатели, мене особено ми е драго што денеска сум гостин тука на покана на Аксел. Бевме еден краток период заедно во владата, но ете, доаѓа 15 јули, се е јасно, ја направивме најголемата коалиција, направивме коалиција од 26 политички партии. 2016 година го промовиравме први концептот за едно општество за сите граѓани и ова прилика ја користам да ги пренесам поздравите од председателот Заев, кој што лично ме поздравува, кој што знае дека сме вечерва тука, кој што праќа пораки на поддршка, на мобилизација, на масовно гласање над 15 јули, да не седиме дома, да се појавиме безбедно, штитејќи го здравјето на гласачките места. Тој човек кој што го формираше концептот на едно општество за сите граѓани, кој што ги собра на едно место и македонците, и ромите, и турците, и бошњаците, и албанците, и сите други, сите заедници, власите, египтјаните, и ги имаме сите на број во оваа голема коалиција, во овој концепт на едно општество кој што прерасна во уште поголем и посилен концепт кој што ги обединува сите граѓани, различни по различни идеологии, припадници на различни целни групи, граѓани од различни организации, невладини, здруженија, индивидуалци кои што се приклучија и кои што се гарант на нашата голема победа. Тие беа гарант на промените 2016-та, кога го срушивме режимот, но сега треба да ја потврдиме таа победа. Денеска треба да ги поразиме остатоците на режимот кои што сакаат да не вратат назад.